Добро вечер, Карпошани, љубители на културата, каде и да сте. Добре дојдовте во видео подкастот Кажи култура за Карпош, видео подкаст за театар, филм, музика, творештво и образование. Видео подкаст наменет за размена на идеи, размислувања, сугестии и недостатоци од областа на културата во општина Карпош. Заедно со нашите гости, докажани секој во својата сфера од културата. Јас сум Дејан Стоев, вашиот вечерашен домакин. За мојот вечерашен гостин ќе кажам само дека е инструменталист и дека свири на еден прекрасен инструмент. Инструмент за кој што велат дека е најблизок до пејачкиот глас, односно до тенорот. Во негова изведба имаме многу арии, многу тенорски арии се изведени токму со тој инструмент. Тој инструмент е виолончело, а мојот вечерашен гостин е Дејан Теодосиевски. Добро вечер, Дејан. Добро вечер, Дејан. Благодарам на поканата. Мој пријател и мој именјак. Така. За Дејан ќе кажам дека е, како што веќе рековме, виолончелист во Македонската филхармонија, заменик водач на групата на виолончело. Така, ако не се лажа. Така. Жител на општина Карпош. Од раѓање. Иако роден во Белград. Ете така. Но тоа е само роден и веднаш потоа, мислам, моите си живееле тука, но самиот пороѓај бил во Белград. Во Белград. Да. Југословенско дете. Така. Значи, заменик водач на групата на виолончело во Македонската филхармонија. Што поточно значи тоа? Еве да им објасниме на широкиот аудиториум. Најпрво добро вечер на гледачите на емисијата, на овој подкаст, и морам да кажам дека сум навистина воодушевен од идејата да културата ја презентираме на ваков начин, преку медиумите, поточно преку социјалните медиуми, претпоставам дека ќе оди ова на Facebook, на Instagram, на YouTube. И мислам дека е одлична идеја, не само за да се види колку е богата оваа општина со култура, туку и да се увидат некои, например, проблеми или некои идеи, кои што не мора да значи дека постојат проблеми, но идеи кои што ќе донесат нешто позитивно и нешто ново во културниот живот на општината Карпош. Јас, како што рече, сум виолончелиста, тоа знаеш, што давно, значи, ние сме другари веќе колку сигурно 30 и нешто години. Да. Заедно завршивме и средно и факултет и во меѓувреме многу пати соработувавме на професионален план. Да. Цело време ни се преплетуваат животните патишта. Виолончелото го одбрав уште на мала возраст и завршив и средно и факултет тука во Скопје и потоа се вработив во Македонската филхармонија, каде што прво работев како тутиста, значи секоја група во оркестрите е составена, значи гудачките инструменти се составени од групи, први виолини, втори виолини, виоли, виолончела и контрабаси, и секоја од тие групи има водач, заменик водач и сите останати во групата тие работни места се наречени тутисти. Јас, како и сите нормално, започнав како тутиста. Или да објасниме тутисти, значи сите. Да. Група. Да. Доаѓа од италијанскиот збор тути. Тути, што значи сите. И како еден од сите бев одбран потоа на аудиција да бидам и заменик водач, што значи дека седам сега на столчето до водачот на групата во првиот ред, значи, и дека по потреба го заменувам водачот во негово отсуство или некои слични ситуации. Да. Ќе продолжиме понатаму со твојот професионален развој, ќе разговараме за тоа. Член на етносоставот Баклава. Да, можам да се пофалам дека и тоа е, така да го наречам, бенд од општина Карпош. Да. Не знам дали си запознаен. Знам дека е Елена Христовска, лидерот, нели, она е Елена Христова од или поточно од Карпош 3 и другиот и вториот фронтмен на Сибо.
Значи, он е од Карпош, од општината Карпош, поточно мислам дека тоа е Жданец, кај бензинската Мак Петров. Под Жданец, во Козле. Во Козле. Да. Така што и тоа е еден состав кој што на некој начин ме врзува со општината, со нашата општина. Во составот сум многу одамна, значи мислам дека сега не би сакал да кажам некоја невистина, но мислам дека е тоа некаде уште од 2005 или 2006 година, кога ме повикаа првпат, ме повикаа да учествувам само на одредени песни во снимање на студиски албум. Так. Но по тоа видео едноставно им се допадна таа идеја да виолончелото биде споено со оној тип на world music што они го и во тој виолончелото е секогаш добре дојдено онаму каде што има пеење. Да, некако многу добро се вклопува и во таа цела екипа многу добро се вклопи и од тогаш веќе сум, да речеме, член надворешен, но сепак член на групата Баклава. Да. А што е со Viva Strings? Viva Strings е, значи, мој проект. Тоа е гудачки квартет, кој што јас го имам оформено во 2013 година. Звучите најпрво да ве пофалам, да те пофалам, звучите совршено. Имавме, значи, неодамно имавме една хуманитарна акција на која што и бевте вие као трио джентлмен, нели? И многу убаво што не е само прв пат, него и често пати приметувам дека сте редовно на хуманитарни настани. Да, тоа е многу добар начин. Многу добар начин да се помогне на луѓето, затоа што уметноста ги привлекува луѓето и потоа од нив излага и таа добрина која што оди во другите сфери. Значи, каде што треба да се потегне со средства, некаде и со физичка помош е потребна и така. Секој помага онака како што може. Така и ние, значи, бевме на тој еден ивент каде што бевте и вие као трио джентлмен и благодарен за убавите зборови, значи тоа што го слушна тогаш, се надевам во скоро иднина ќе можат и некој од општина Карпош, мислам, од нашите сограѓани од општината да го чујат. Тоа се обработки на народни теми кои што јас ги работам за мојот квартет. Значи квартетот уште кога го оформивме во 2013 започнаме со работа на музика која што јас ја создавам. Значи дали се тоа аранжмани на популарна музика, дали е тоа некоја моја музика, дали е тоа обработки на некои народни песни или народни ора. Во секој случај се остава авторски белег. Да, сигурно, бидејќи добро, аранжирањето не е исто што и компонирање во секој случај. Да, меѓутоа е едно различно видување од оригиналот. Да, точно, така што мислам дека и јас свој белег оставам во начинот на кој што ги работам тие композиции и еве веќе функционираме, значи нареднава година ја правиме 10 години, имаме еден јубилеј. 10 години од постојањето, па и мислам дека ќе имаме убави причини да славиме, дека и ќе имаме убав начин како сето тоа да го прославиме со публиката нормално. Одлично. И кажи ми сега понатаму за Феймс. За студиото за филмска музика. Да, тоа е исто една приказна која што не е од сега. Значи Феймс е, значи, проект на двајца ентузијасти, млади ентузијасти, французи по потекло, нели, државјани на Франција, кои што дојдоа во Македонија и видоа плодно тло да тука се оформи еден професионален, значи, оркестар за снимање на филмска музика. Филмска музика не само стриктно музика за играни филмови, туку тоа е студио во кое што започнаа со работа, со снимање на најразлични типови на музика кои што се потребни за најразлични намени. Дали се тоа видеоигри, дали се тоа реклами, дали се тоа музички изданија, значи албуми на одредени групи, дали се тоа ефекти, дали се тоа документарни серии, дали се тоа цртани филмови, значи сите сегменти на музиката во сите сегменти на медиумите. И од 2007 наваму многу успешна приказна, многу е развиена, значи, и веќе важиме за еден од подобрите оркестри во Европа, предпоставувам дека веќе гледам дека имаме и доста работа, значи клиенти кои што се и од врвната од продукцијата во Холивуд и така. Да. Во секој случај почитуван оркестар кој што е
кој што Да. е составен од македонски музичари. Да, македонски музичари, јадрото значи составено од музичари од Македонската филхармонија, од Македонската опера и балет и од Факултетот за музичка уметност. Тоа се трите јадра и има доста и надворешни соработници кои што доаѓаат и кои што исто така земаат учество во овој оркестар. Така, така. Имаш ли нешто да додадеш околу твоето професионално Добро, ова е, делување? значи, можам да кажам дека ова е, значи, најтазе, да речеме, јас инаку доста имам работено и претходно, не само као класична музика, јас сум образован да бидам класичен музичар, но сепак љубовта кон и други жанрови на музиката ме привлече да работам и во други области од музиката. Например, гостував на неколку албуми на String Forces, познатиот бенд кој што исто така е карпошенски бенд, морам да кажам. Да, Доријан Јованович, не исто од Карпош. Потоа имав и еден свој состав, не свој состав, него бев дел од една рок група, каде што исто челото сватија дека може да биде многу интересно да звучи, да, баш ќе ти пуштам и некој линк од тоа да видиш како звучи. Тоа навистина тоа е албум правен 2005 година, групата се викаше Дина и имавме прекрасна музика, значи можам ќе ти пуштам, ќе ти пуштам линк да видиш колку добра музика уствари се правеше, тоа со Филип и Даци, двајца мои пријатели. И овакво, тоа беше една многу убава приказна, која што за жал заврши, едноставно животот не носеше на разни страни, не се распадна групата, него едноставно немаше услови да покрај секојдневните обврски што ги имаме во работата, фамилиите, немаше услови за работа, да обстане тој состав и така. Тоа не знам, ако нешто друго ми текне, можам и да се уфрлам. Слободно. Да. Жител на Карпош, каде поточно? Сега сум во Карпош 4, иначе кога се роди бев во Карпош 3, во румунските на Илинденска, Карши бензинската Мак Петро. Да, во румунските. И можам да кажам дека и ја имав таа среќа. Се ако делиме и значи ќе кажеме дека Карпош според мене е најубавата општина, но и тука би рекол дека имав среќа да живеам во најубавите населби, значи обкружени со многу зеленило. Во жижето на Карпош. Да. Еве сега на пример Карпош 3 е и центарот на општината, нели, бидејќи таму се наоѓаат сите општински административни објекти. Да, Карпош 4 е исто така прекрасна населба, Карпош 4 каде што сега живеам, исполнета со зеленило, со многу убава етнографска структура има, значи има разновидни по возраст, но во секој случај едуцирани, значи каде најмногу се академски граѓани и многу убаво е да се живее во Карпош 4. Одлично. Добро. Значи сметаш дека нивото на култура во Карпош, барем онаму во твоето обкружување, е на едно високо ниво? Па, јас како професионален музичар, секој четврток, значи филхармонијата, Македонската филхармонија држи своји концерти. Можам да приметувам дека има доста публика од моето обкружување. Дали е тоа од мојата зграда, дали е од мојата населба, дали се луѓе кои што знам дека се од Карпош и кои што ги гледам на концерти. Мислам дека Карпош како општина има многу едуцирана публика. Значи, вака се да бидам искрен, што е многу позитивно и мислам дека има простор за уште поголем развој на таа публика. Значи, секогаш. Да, нормално, но се чувствува дека има публика која што е желна за присуство на културни настани. Дали сметаш дека онаа секојдневна култура, збориме во смисол поздравување на помлади кон постари, задржување на врата, носење кеси на постари луѓе, дали сметаш дека тоа го имаме во доволно ниво во општината? Или сметаш можеби дека порано го имало, сега го нема? Ме интересира како гледаш на тие работи. Мислам дека тоа е најголем проблем. Не би рекол дека тоа е проблем на општината, колку што е тоа проблем на семејството.
Значи сите ги ја градиме своите деца, ги учиме да бидат тоа што треба да бидат. Како што ќе ги научиме, они така и ќе се однесуваат. Велат, децата се огледало на родителите. Нормално. Јас морам да бидам искрен и да кажам дека не е на тоа ниво како што би сакал да биде, но можам да кажам дека има едно убаво ниво на културни и воспитани деца во нашата општина. Мислам дека она што е тренд, да речеме, поготово последниве години, па уште повеќе се влоши со пандемијата. Да. Нели сите оние некако си го зема дел од пандемијата. Психички се случија многу тектонски поместувања, кои што мислам дека ќе треба долг временски период за да се вратат во некоја нормала. Мислам дека и тоа влие, но во секој случај јас сум задоволен како е културата, зборувам за младите. Прво зборувам за младите, бидејќи сепак светот на младите останува и на нив најлесно можеме да видиме што не чека. Нели? Апсолутно. Луѓето кои што се веќе на наша возраст, да речеме, созреани, не би рекол стари, ама веќе зрели личности, тие веќе влијат на околината, но сепак тие не се иднината. Јас гледам на помладите и мислам дека има надеж и дека и покрај сите оние бомбардирања со негативни работи кои што се случуваат секојдневно и по социјалните мрежи, во нашето секојдневие, со непочитување на закони, со кршење на правила и прописи во сообраќај и насекаде околу нас, мислам дека има надеж дека младината си го држи своето ниво и дека е на прав пат да се развие во здрава јадро за понатамошен развој на населението. Како ние да допринесеме што повеќе? Мислам... Како еве општината што треба да направи, како да го кренеме нивото на културата на младите. Ете баш од тоа секојдневно битисување. Секојдневното. Па од таму да почнеме, па понатаму и се друго. Јас да бидам искрен, прво морам да кажам дека сето ова што го кажам е чисто лично мое мислење, затоа што не се чувствувам компетентен да зборувам на оваа тема и да кажувам решенија, бидејќи мислам дека има многу покомпетентни луѓе и постручни луѓе во таа област, тоа е социјална област и не е дури дел од културата, ние го викаме култура затоа што сваќаме што значи тоа, значи културно однесување и сето тоа, но мислам дека не е проблемот да се каже само општината може да го реши проблемот или општината дека може да понуди решенија кои што ќе направат решавање на целокупниот проблем. Според мене, најголемиот проблем е семејството. Според мене. Значи, искрен би сакал да бидам, дека џабе општината да вложи 10 милиони во едукација на децата, во едукација на наставниот кадар, во едукација на на некои административни службеници кои што ќе помагаат понатаму во развојот на овие проблематики, ако семејството не се развива на оној начин на кој што треба. Значи, треба да се има почит кон постарите, треба да се има без разлика, значи, на неговата возраст, на полот, на етничката припадност, на дали го познаваме или не го познаваме, дали ни е врата до врата или е некој што прв пат го гледаме во живот, едноставно сите ние сме луѓе и како луѓе кон луѓе треба да се однесуваме. Апсолутно, така. И не знаеме на кого во кој момент ќе му потреба помош, а тоа помош не мора да значи дека на некој треба да му носиш цигли за цела куќа да изгради, тоа може да значи едно пенкало да извадиш и да му го подадеш, повели во тој момент да му значи многу. Така што и ако ќе му значи и циглите да му ги однесеш. Циглите сигурно ќе му однесам па со едно тамче да дојдеш. Ама мислам дека најважно е да секој од нас свати дека неговите деца треба да ги развија на правилен начин. Дека не треба да се водиме по тоа, види го ној со Мерцедесом прави што сака, види го и како може на црвено, сине да знаеш, му се може, не е точно. Него ќе му кажеш, види сине. Има правила, има прописи, треба да се следат. Тој во моментов не е во право. Јас секогаш го кажувам, значи ние не како општина, него ние како цела држава сме еден мал кварт во Кина. Мислам, има села во Кина кои што се по 6-8 милиони, значи ние цела држава сме едва и 2 милиони, да речеме. Да, едва. Да,
малце би требало сами да се запрашаме како не ни е срам што не успеваме самите да си ги решиме проблемите. Значи, цело време очекуваме некој друг да не ги решава проблемите, а воопшто најголем дел од тие проблеми што ги зборуваме се проблеми кои што ние ќе мора еден ден, после 10, после 20, после 50 години, пак ќе мораме самите ние да ги решиме. Значи, проблемот со парите ќе се реши само наеднаш и некој друг може да ни помогне, но тоа е најмалиот дел од проблемот. Ние дали ќе живееме во чиста средина, ние дали ќе живееме во културна средина, каде што се почитуваат законите, тоа не зависи ниту од Европска унија, ниту од било кој друг. Значи, тоа зависи само од нас самите. Образовани сме, дојдовме до некој ниво, добро збориме, нели, за поготово за нашата општина. Така да дојдени сме до некој солидно ниво на образование, така да сега ни фали само воспитание. Воспитание, кое што пак ќе кажам, мораме малце повеќе да поведеме грижа за собствените деца. Така. Значи, да појдеме од себе, деца, да. И од својата фамилија. Нормално затоа што не само што ние сме они се наше огледало, него едноставно затоа што ако сакаме да не биде онакви како што треба да бидеме, мораме да малце да се грижиме за тие работи. Не можеме да ги пуштиме улицата само да учи, затоа што јас не викам дека улицата е лош, значи лош учител за децата. Не, секој треба да има од се помалце да види, за да види што е добро, а што не е добро. Нема да знае што е добро, ако не знае што е лош. Тоа што го спомнав пред малку, значи од поздравување на постари, придржување на врат, станување во автобус, ако ќе видиме дека некој е постар, па не мора тој постар да е 80 години за да му станете сега. Јас ако имам 13 години, ако видам дека некој што е на 25 години дојде и го гледам дека не му е добро, па нормално ќе станам. Значи не сум, како да ви кажам, не сум неспособен или да сватам и да резонирам дека треба да станам. Тоа се некои работи кои што мораме своите деца да ги научиме од малиност. Така, апсолутно. Да. Општината може да влие, според мене. Мислам дека тоа треба да се работи на повеќе сегменти. Значи имаме едно дотолчено образование, според мене, на кое што мора да се подитно да се променат многу работи. Во наше време во кој смисол? Во сферата на образованието, па е типичен пример, значи кога ние бевме мали, кога бевме во училиште и кога ќе се случеше некој проблем, значи кога ќе добиеме единица по математика, нормално ќе им кажеш извини Дејан, што си направил, зашто е тоа така, како може да смениме, ќе бараме професор или било што. Да. Денеска, ако е единица по математика, не му кажеш на своето дете, сине ти добар си, што е професорке ова, зашто е мојот син единица, па он е прекрасно дете, па не знам што. Значи, сосема е сменет начинот на кој што се третирани професори, наставниот кадар во училиштата. Тие се толку строзани не само финансиски, а тоа финансиското е, значи, мислам дека е капката која што прелева да се чувствуваат инфериорно во однос на оние на кои што треба они да им предадат знаење, треба да ги научат како да се однесуваат во животот. И односот на децата кон наставниците мора да се смени. А тоа е пак, значи, пак е од семејството, пак е од родителите. Но општината, например, според мене би можела да влие, да дава своји предлози до Министерството за образование, што треба во образованието да се менува за да се подобруваат тие работи. Значи ингеренциите, дека сега е забрането, не сме, например, наставник не сме да подигне глас на ученик. Камоли некои поригорозни мерки. Да, например, во наше време имаше, ако го реметиш часот или било што, ќе бидеш избркан на час, ќе бидеш пратен кај директорот. Сега според она што јас го знам кој информација, што не мора да е скроз точно, наставник нема право да избрка детето од настава. И сега детето, значи може цело време да ја ремети наставата и он ќе си продолжи да ја ремети. Сите други деца ќе бидат загрозени и нивното примање на наставниот материјал ќе биде оневозможено. Авторитетот на наставникот паднат, значи уништен, тотално уништен, нели? Тие работи мислам дека треба да се сменат затоа што наставниците имаат огромна улога во градењето на здрава младина, значи на едно здраво општество, а во моментов тие се срозани и мислам дека се ставени на толку ниско скалило што
не знам, едноставно само молам Бога дека не може полошо, затоа што може да испадне дека уствари може и полошо. Сведоци сме секојдневно. Да, може ли полошо од ова? Не може, извини, можело. Можело, да. Така. Мислам дека тука треба да се влие во образованието. Значи, заедно, родителите заедно со наставниот кадар, мислам дека можат, да не кажам чуда, ама можат чуда да направат за многу краток период, но тука треба да се знае кои се ингеренциите на наставникот и да се вратат оние овластување и оние права кои што ги има, значи, наставниците, наставниот кадар, кои што ги имаше, затоа што според мене на нас ништо не фалеше и бевме многу добро воспитани. Па има авторитет кон нас, почитувавме повеќе. Сега е малку сето тоа. Значи, тогаш се имаше случаи на деца кои што ги викавме, значи, некултурни, безобразни, значи мангупи, нели? И тогаш ги имаш. Значи, ја не викам дека тогаш немало. Но, значи, системот беше многу добро изграден и, значи, се детектираа таквите случаи и се решава на правилен начин. Значи, јас не сум видел и од наше време да некои што биле проблем да завршиле во затвор или било што, не, но едноставно се знаело на правилен начин со педагошки служби и со сите други, значи, делови од училиштата се работело за да сите проблеми се надмират. Мислам дека некои работи треба да погледнеме како било порано, да видиме што е тоа што сме го смениле, а што е лошо. Се е смислено, само треба да се употреби. Па да. Правилно употреба. Да. За крај. Да. Каква би сакал да ја видиш општина Карпаш во иднина во сферата на културата? Што мислиш дека би требало да се направи нешто за да се малку издигне ниво, уште повеќе да се издигне нивото на културата во Карпаш? Па, вака сега имаме, значи, одличен, ајде да не кажам дека сум малце субјективен, ама сосема биди колку што сакаш. Ова е мислам дека општина Карпаш има капацитет да не би рекол да направи, но да оспособи одредени простори кои што ќе бидат наменети за културата и за уметноста. Значи, например? Например, сега ние го имаме на кеот, нели, на ќошот на сливот на Вардар и Лепенец. Тука има, нели, веќе нешто како амфитеатарче кое што како направено. Мислам дека можеме да одиме на нешто поголемо и нешто по, не би го нарекол мегаломанско, но нешто што повеќе ќе ја одразува правата слика за луѓето кои што се посетители на културните настани. А тоа се веќе, значи, една висока елита на посетители. Значи, не зборувам, ние не живееме во, не сакам никога да навредам, но во некоја селска средина каде што сите луѓе од селото ќе се средат. Ние тука имаме луѓе кои што се кои што секојдневно сакаат да има настани, имаат многу високо ниво, значи и очекуваат многу високо ниво на култура во нашата општина. И мислам дека заслужуваме да имаме одреден простор каде што тоа ќе може да се прикаже на тој дури еден е, мислам дека малку. Па да, ама еве еден да се почне, значи па кој ќе се привршува тој првиот веќе да се размислува и за следен, мислам дека е тоа најубав начин отколку да се земе да отвориме 4 се на сите 4 ќе се градат 15 години, наместо еве да речеме за 4 години да се направи еден, па после за 4 уште еден и на тој начин да се работи. Тоа е една од работите. Сега не знам дали мислам дека може да се работи на зголемување на како спојот на културата со екологијата. Значи да бараме некои простори кои што ќе бидат како во парк, како во пошумени околини. Не знам дали ме разбираш што сам да ти кажам, дека не мора тоа да биде се бетон да биде изградено. Може да биде, например, Валдбине во Берлин, кој што прима 8.000 е дел од парк. И таму паркот е приспособен на таков начин. Хайд парк, нели? Вудсток. Да, сите тие, значи, тоа е околина која што е со трева и со која што наменски за одредени ситуации со мала пренамена станува простор за одржување на концерти. Значи, а вие имавте нели такви настани филхармонија има филхармонија во парк. Види книга, како беше тоа, така е, види музика, слушни книга, така.
Тоа се оние традиционални на првиот ден на летото, нели 22 јуни или 21 јуни да не те излажам. Да, меѓутоа ете тој е доказ дека може да функционира. Може тоа. да функционира. Може да функционира и мислам дека општината Карпош може тоа да го употреби. Имаме локации. Има каде, да. Има секако. каде, има локации, имаме големи локации кои што не би рекол дека зврјат празни како што имаме на фраза. Не би рекол дека се празни, но мислам дека може да бидат подобро искористени. Да. Так. Дејан, многу ти благодарам. Бргу помина. Бргу помина, јас кога го погледнав сега, видов дека треба да немаме време. Да. Уште еднаш Добро, многу ти ќе благодарам. правиме тогаш уште еднаш. Секако, ќе си правиме ние вака муавет многу. Уште еднаш благодарам за поканата. Се надам дека ќе имаш успех со овој подкаст и мислам дека идејата е одлична и имаш голем простор за работа. Ти благодарам многу. Ништо. Драги мои, тоа беше Дејан Теодосиевски, виолончелистот од Македонската филхармонија. Бидете ми живи и здрави.